Отворање регионален ресурсен центар за деца со попреченост, обезбедување целодневен престој за лицата со попреченост вклучени во образовниот процес во основните и средните училишта, но и отворање на спортска сала за овие лица, се само дел од проектите на граѓанската иницијатива за наше Куманово, кој што денеска на пресконференција ги најави кандидатката за советничка во Советот на општина Куманово Тања Тодоровска. Според Тодоровска, еден од врвните приоритети во идниот мандат на Советот на општината ќе биде подобрувањето на квалитетот на животот за сите граѓани. Следува и отварање на спортска сала за лица со попреченост, како и бесплатен јавен градски превоз на семејства кои имаат деца со попреченост и за лица со попреченост. Ќе поставиме пристапни рампи и тоалети за деца со попреченост во општинските училишта. За подобра функционалност ќе ги реконструираме сите тротоари во централното градско подрачје и ќе ги адаптираме за непречено движење на лицата со попреченост. Ќе формираме центри за социјализација на лица со попреченост, како и психолошка подршка на лица кои се грижаат за оваа група на граѓани. Ќе спроведеме целосна реализација на концептот за инклузивна општина со обезбедување на пристап до податоци и информации за лица со попреченост преку креирање на пристапни веб страници на општината и јавни претпријатија, креирање на систем за инклузивна рекреација, спорт, култура, забава и медиуми, со што ќе се овозможи социјална кохезија, изработка на предлог проект за пристапни заедници, рушење на бариерите за инклузија. За подобра комуникација, вели Тодоровска, ќе биде отворена и канцеларија за сите граѓани кои што имаат потреба од било каков вид на социјална помош или инклузија, советодавно делување во наоѓање работа. Важна мерка од нашата програма представува олеснување на сите лица со попреченост во делот на комунални такси, лице придружник, обезбеден превоз за лица со попреченост, рампи за лица со попреченост, звучни семафори за лица кои се слепи, како и посебни тротоари за лица со попреченост. Инклузивноста во една општина се гледа по мерките и програмите кои се имплементираат. Нашата иницијатива за наше Куманово има за цел да го подобри животот на лицата со попреченост, потенцира кандидатката за советничка Тодоровска.